Пратеничке Зајкова, благодарам што прифати да бидеш дел од интервјуто за порталите Frontline и Цивил Медија. Ви благодарам на можноста. Единствената пречка за еднината на Северна Македонија за влез во Европската Унија, односно патот до ЕУ, се уставните измени. Очекувате ли да се постигне политички компромис за ова пречка и прашање? Повеќе не е прашање што Моника Зајкова ќе очекува или што другите политичари ќе очекуваат, но е прашање иднината на државата, односно по кој пат ќе продолжи да се движи Македонија. Доколку сите сме согласни дека сакаме Македонија да ја видиме како рамноправна членка во Европската Унија, тогаш сите заедно треба да учествуваме во процесот и да ја исполниме целта која што си ја посакуваме. Сега за прв пат имаме можност без политичка одлука да може да земјата ги отпочне преговорите. Јас искрено се надевам дека секој политичар, бидејќи тие ја носат одлуката во парламентот, ќе препознае шансата и ќе даде зелено светло да се продолжи овој пат, затоа што не сакам да се доведеме во состојба во која што ќе останеме со оние земји кои што не преговараат. Знаете, Србија веќе е во текот на преговори, Албанија ќе започне да ги води преговорите, Црна Гора преговара, се надам дека Македонија ќе биде во друштво со овие земји. Освен ВМРО ДПМН, уставните измени сега ги условува и албанската опозиција. Каде е решението за овој проблем? Дали изборите се решение за излез од овој политички ќорсокот? Сите сме граѓани на оваа земја и сите на засега во какви услови ќе живееме и во какво општество ќе живееме. Македонија е лидер на Балканот во развојот на мултиетничкото општество, мултиетничката култура и тоа така треба и да остане и сите заедно треба да се залагаме без условувања да го продолжиме овој пат сега кој што ни предстои. Замислете ако сите почнеме да поставуваме различни услови. Знаете како и ЛДП има безброј услови кои што се однесуваат на промени на уставот. Меѓутоа сега не е време да нашите партиски идеологии или визии ги истакнуваме кога државата е испречена пред сериозен предизвик како ќе продолжи понатаму. Не гледам што би промениле изборите, освен што би се потрошиле буџетски средства, затоа што после изборите сигурно нема некој да ни даде магично стапче и да ни ги реши сите проблеми. Тоа исто како и во едно семејство или во еден бизнис, при секој проблем не го растурате бизнисот, значи гледате начин како да го решите истото. Така и сега, доста веќе само трчаме од избори во избори, а гледаме дека работите до секој изборен циклус како да тапкаат во место и да не така лесно се менуваат. Веќе подолго време во Северна Македонија се зборува за два блока. Едниот е Европскиот фронт, а другиот кој ги условува и ги критикува уставните промени. Како го замислувате Европскиот фронт? Мислам дека досега сите партии се јасно изјаснати дека целта им е Европска Унија. И мене ќе ме радува да немаме веќе поделба на фронтови, но заедно да застанеме зад иста цел, односно целта која што е во интерес на оваа држава и на секој граѓанин. Меѓутоа, кога гледате дека сами се блокираме од внатре, некако се диференцираат ваквите, нели, како што вие ги нарекувате Европски фронт или фронт кој што е против Европа. Јас не верувам дека се и тие против Европа и затоа не знам ни од кои причини или побуди се кочи целиот процес, затоа што освојувањето на дневно политички поени на сметка на државните интереси е многу лоша игра. Тој Европски фронт веројатно по природата на нештата ќе се издиференцира по однос на тоа кои партии навистина сакаат да се качат на брзиот воз на Европа, а кои партии не нудат никакво решение, бидејќи ние не гледаме други решенија, не гледаме алтернативи или други понуди, што значи дека дали тоа значи дека би останале уште 17 години во чекалната. Че тука веќе е прашањето дали сакаме брза интеграција или сакаме да чекаме и да тапкаме во место.
При тоа треба да знаеме дека секој ден чекање и тапкање во место не кошта огромен одлив на граѓани надвор, кои што својата иднина градат во поперспективни европски држави, затоа што ние не гледаме граѓани кои што се салуваат надвор од европскиот континент, но одат во поразвиените европски држави, што на долг рок може многу да ја чини државата, затоа што ние можеме условно да кажеме дека можеме и без Европската унија, можеме и без НАТО, но не можеме без граѓаните. Граѓаните се тие кои што сочинуваат една држава. Ако тие секојдневно заминуваат, не гледајќи тука сигурна иднина, тогаш навистина одговорноста имаме сите како ќе ги движиме работите. Во политичките кругови вашата партија се споменуваше како иден партнер на ДОИ. Дали во престојните парламентарни избори може да ја гледаме Зајкова и Ахмети како коалициски партнери? ЛДП е самостоен политички субјект и врз основа на проценките кои што се работат во партијата, но и одлуките кои што ги носат органите на партијата, ЛДП ќе одлучи дали ќе настапува самостојно на предстојните парламентарни избори или дали ќе оди во некоја коалиција и во какви коалиции ќе оди. Сепак, кога се коалицира, се води сметка за тоа да програмските определби бидат од прилика тука усогласени. Сега се случувало некогаш да во една коалиција да постојат и диаметрално спротивни ставови по одредени решенија, меѓутоа генерално програмата се базирала на заеднички договор, тоа што не можеме са ние да коалицираме со некој кој што нема да прифати ништо од нашите темелни одредници, односно одредниците на либерализмот кои што почиваат на слободата, човековите права, еднаквост. Фронт за Европа со СДСМ или без СДСМ? Веројатно СДСМ треба да биде делот од тој фронт, бидејќи тие се моментално мнозинство во владата и сите заедно го туркаме процесот, меѓутоа знаеме од каде доаѓаат председателот на владата, поголем дел од министрите, така што не верувам дека би останали земени од тој фронт. Не, имаше идеја дека иницијативата на Амети кога ја пласираше за Европски фронт, дека во тој фронт без СДСМ со ДУИ на чело ќе се вклучи и ЛДП и неколку помали политички многу рано да се шпекулира и за тоа се уште не се водени разговори. Ве кажав, разговорите за коалиции веројатно ќе престоат пред распишување на изборите и не може да преюдицираме ние за било какви фронтови и слично, сепак сите сме самостојни политички субјекти врз основа на тоа како ќе одлучуваме внатре во рамки на органите на партиите, веројатно така и би се позиционирале. Овие фронтови имат и некакво непишано правило да ги собират идеолошки различни политички партии. Дали ви пречи тоа да имате десницари, левичари, па и со друга ориентација политички субјекти во тој фронт? Ние сме партија во центарот и во делот на нашите политики со кои партии би се согласиле, со тие можеме да коалицираме. Ве кажав, либерализмот подразбира ги става на пиедестал високо човековите права, слободата, еднаквоста, правосудниот систем. Од тука со кои партии се гледаме заеднички дека можеме да испорачуваме конкретни мерки за граѓаните, така и би се позиционирале. 2017 покажа дека етничко мешаните коалиции може да бидат добитна комбинација. Дали во една таква коалиција верувате на следните парламентарни избори дека може да биде победник на избори? Јас сум либерал-демократ и јас не познавам за етнички мешани. Мислам дека сите сме еднакви граѓани на земјава и дека веќе треба да зборуваме за квалитет и она што ќе го понудиме до граѓаните, без оглед на тоа од која религија, вера, пол, раса припаѓаме. Значи, сите сме заедно ова, сите заедно го чиниме општеството и не треба да се гледа на тоа дали етнички мешана коалиција или не. Значи, сите сме исти, сите сме еднакви, треба да гледаме веќе квалитетот кој што таа коалиција ќе го понуди, односно квалитетните решенија кои што ќе значат подобар систем, враќање на довербата на граѓаните во системот
и поквалитетен животен стандард. Следната година ни се председателските избори. Како ќе настапи ЛДП на овие избори? Се уште е рано, се уште се прави проценка. Знаете дека за председателските избори е потребен и висок цензус на излезеност. Сепак, како ќе процени внатре Централниот одбор, како одбор кој што е највисоко тело помеѓу двата конгреси, така и ќе настапиме. Во случај да се одлучиме за сами, секако дека секогаш имаме луѓе кои што со својот квалитет може да бидат добри кандидати и добро да вршат председателската функција. За спречување и заштита од дискриминација се зборува долго време. Кои се клучните прашања во овој домен и дали партиите и институциите во државата прават доволно за ова? Ние направивме чекор напред со носење на Законот за дискриминација, со кој што се проширија основите на дискриминацијата, но и сега комисијата можеме да видиме дека има повеќе представки, повеќе постапува во однос на она што како статистика сме го имале во минатото. Сепак во секојдневниот живот и како граѓаните се соочуваат со дискриминација по различни основи и пред институциите, но и во секојдневието. И додека не го смениме, како да кажам, менталитетот, условно кажано, да престанеме да стигматизираме или да гледаме со стереотипи на различни појави, секогаш дискриминацијата ќе постои. Дискриминација постои во најразвиените држави, тоа не е нешто што така лесно се сузбива, но барем да се намали листата е тенденцијата и затоа и се носи низа на закон, иако треба уште многу да се прави во оваа област. Исто така тема во државата долго време и легализација на маријуаната за медицинска употреба и легализација на проституцијата. Кој е вашиот пристап кон овие прашања? Легализација на канабисот за медицински цели имаше обид да се направи, такво законско решение постои, меѓутоа не ги дава своите ефекти затоа што беше донесено пребрзо и некако популистички. Инаку ЛДП се залага за легализација на канабисот и за рекреативна употреба, а не само за медицинска употреба, затоа што не можеме веќе да бидеме неми и слепи на сето она што не обкружува и не гледам како регулацијата на одредена област може да штети на општеството. Истото се однесува и на легализацијата на проституцијата. Сите земји ги направиле овие чекори затоа што процениле дека единствен бенефит има државата, а со тоа и се сузбива црниот пазар, се сузбива криминалитетот и низа други негативни појави, а единствено може да има бенефит и да имате посрекни граѓани. Имавте вие, од првите бевте политичари од Македонија што имавте еден што имавте став за војната за руската инвазија врз Украина. Како гледате сега на работата? Точно жестоко ја осудивме агресијата и бевме подносители на декларација за заштита на суверенитетот на Украина, бидејќи ни една држава не сме да се дозволи да го прекршува меѓународното право. Знаете, кога еднаш ќе се прекрши меѓународната норма, после е многу тешко од системот на поредок да докажете дека не може да завладее самоволието. Најжестоко го осудувам и сметам дека навистина е крајно време да таквата војна престане, затоа што секојдневно сведочиме на голем број на жртви на невини луѓе. И тоа во 21. век е недозволиво. Во век кога зборуваме за мир, кога зборуваме за алијанси на стабилност, недозволиво е земја во срцето на Европа да секојдневно се бори со предизвикот да го зачува својот суверенитет. Додека ние тука денеска разговараме за различни теми, луѓето во Украина се борат да преживеат. И тоа е навистина жалосно. Како собрание ни предстојат уште низа на акти кои што можеме да ги донесеме, на кои што јас ќе се залагам да бидат донесени, но
сепак не е само пишаната хартија, но треба да се покаже волја цврсто да се застане на страната на мирот и најостро да се осуди руската агресија и она што го прави поединец во Русија, затоа што тука директно сметам дека е само чин на нечиви желби и амбиции за моќ и доминантност. Зајкова во собранието денеска е пратен закон за амнестија. Помеѓу владините партнери како да има различни ставови во врска со ова. СДСМ го разгледува, па прашање дали ќе го гласа, ДУИ го одобрува, односно го поддржува. ЛДП дали поддржува таков закон? Дали мислите дека тоа е лекот за нашите затвори да бидат со помал број на затвореници, иако Министерството за внатрешни според некоја статистика потврдува дека истите па по неколку месеци го повторуваат делото и се враќаат во затворите? Пенологијата е цела наука и пенолошките мерки и ресоциализацијата на затворениците се одредуваат од држава во држава. А овој закон за амнестија се пушта со цел да се релаксираат условите во затворите. ЛДП сепак си има своји органи. Денеска законот беше, односно влезе во собранието и нормално дека како и за низа други законски решенија кои што се од поголем карактер ќе заседаваме прво на ниво на извршниот одбор, а потоа и со насоки до централниот одбор. Иако лично не сум за амнестија и сметам дека постојат низа на други форми во пенологијата со кои што може да се ресоциализираат затворениците, иако остро може да ги осудиме условите во кои што седат во затворскиот систем. Тоа е сепак како разговарате со пенолози, некои ќе ви кажат дека по-лошите услови, по-рестриктивните казни даваат подобар третман, сепак ние сме 21 век и мислам дека за една ресоциализација, за чувување на менталното здравје на затвореникот, дека има и низа други методи. Пробацијата е тука исто така како поим кој што може да се користи. Сепак да се навратам на законот, ќе биде разгледуван од страна на извршниот одбор и ќе заземеме конечен став. Иако во минатото сите закони за амнестија кои што доаѓале, сепак ЛДП била воздржана, односно не гласала никако, затоа што се коси со нашата политика за тоа дека секој треба да одговара за она што го сторил, односно да постои индивидуална одговорност. Доста е веќе со таа колективна одговорност за да се сокриеме индивидуалната неспособност или индивидуалните грешки. Зајкова и за на крај. Во тебе гледам политичар кој ги брани европските и либералните вредности. Измените на кривичниот законник се зборува дека може да го вратат како клучен играч во патот кон ЕУ еден бивш премиер, односно бегалец кој е товарен со огромни кривични дела. Дали Зајкова би прифатил Никола Груевски да му биде клучниот играч на патот кон ЕУ? Не се работи за тоа дали јас би прифатила. Јас искрено имав дилеми по однос на кривичниот законник и моите дилеми ги искажав, бидејќи ЛДП е подносител на други измени на кривичен законник кои што се уште стојат во Комисијата за политички систем, а се однесуваат на подигнување на застареноста на кривичните дела од 30-та глава. Нашиот поранешен премиер, господинот Груевски, се терети по низа дела и не мислам дека само со овие измени, за кои што јас лично имав дилеми и не ги поддржав, дека би се вратил во игра. Сепак, политиката се може да се случи и во такви игри или комбинации не учествувам, бидејќи сметам дека нема да придонесат нешто плюс за државата, но ева ако некој направил проценка дека постојат такви, не знам, игри кои што јас не можам да ги видам или да ги приметам,
тогаш нека им е со среќа. Уставни пред или после парламентарните избори? Здраво за државата е да се случат пред изборите, затоа што билатералниот скрининг завршува во ноември и добро е веднаш да го фатиме тој континуитет и да го продолжиме тој европски пат. Не сме изборите да го блокираат европскиот пат на државата и не сме да дозволиме некој на име на европскиот пат да гради лични политички поени или да гради некаков си рейтинг врз основа на популизам, кој што популизам гледаме до кај не доведе, односно од популистички решенија 30 години, затоа денеска сведочиме на ваков систем, на вакви случувања и наместо да бидеме рамо до рамо во Европската унија со Хрватска, ние се оставивме да чекаме години и години да поминат и да добиваме се понеповолни понуди за државата. А ако некој е толку уверен дека може нешто подобро да испреговара, никој не го спречува и сега да се вклучи во помош, бидејќи оваа држава е на сите. Не е оваа држава само на ЛДП или на СДСМ или на ВМРО, туку на сите, и кога станува збор за патот на државата и за добробит на граѓаните, сите треба заеднички да работат. Треба да ја убедиме ВМРО ДПМН или да рефлектира? Па не мислам дека треба никого да убедуваме. Таму се сите возрастни луѓе и сите треба да носат одлуки согласно тоа како ја гледаат државава и каква визија имаат за општеството во кое што сакаат да живеат. Инаку можеме да се убедуваме секој ден од сабајле до вечер. Ако некој оди со главата во зид и го интересира единствено сопствената кариера и како да стигне до функција, тогаш ништо нема да направиме.